No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. И добро дојдовте повтор на каналот кај BitTeacher Crypto. И денеска би сакал да разгледаме што имаме ново на пазарот. Секако направиме техничка анализа, бидејќи како што видиме веќе имаме повторно придржување на биткоин во нагорна насока. Тоа и го очекувавме од претходното видео. Можеби уште неколку денови нагорна насока за подоцна да го формираме тоа day cycle кое што го очекуваме од прилика во април. И земјите како што се Норвешка, Данска, Шведска и Финска моментално најавија дека ќе го уапсат Натањаху доколку влезе во нивниот воздушен простор или пак слети во некоја од нивните земји. И сега доколку погледнеме тука, сега ова е малку напишано со хајп, но ајде да бидеме малку реални. И сега очекува движење на алткоините и тоа да експлодираат во нагорна насока, но реално тоа не би го очекувал во овие 3 до 6 месеци, барем моментално, но секако техничката анализа го поддржува тоа дека би можеле да видиме уште поголеми движења за алткоините и тоа во овој момент, но верувам дека ќе поминеме барем уште неколку месеци во оваа акумулациона фаза тука која што моментално ја гледаме. Но и да се случи и нешто вакво, веднаш ние сме подготвени бидејќи акумулираме сет кој што денеска гледам дека порасна од околу 10%, така да нема да се жалиме доколку цените и денеска решат да се движат нагоре по 100, 200, 300%. И ево го она што го зборуваме како циклусите се магични. Моментално имаме, како што видовме и претходно, имавме и тоа во 2018 година, така и 2020 година, каде што ги формиравме овие движења токму на оваа тренд линија, а таа тренд линија не ни покажува дека времето би можело да биде тука уште неколку месеци странично движење и овој индикатор ни го покажува движењето од 50.000 моментално. Така да не видиме што ќе се случува во следните денови. А зошто всушност го одбравме и Фед? Го одбравме поради AI наративот. И моментално доколку го погледаме овој графикон, може да ги споредиме алткоините, каде што после секое движење од 1, 2, 3 тука, ова е само една шема која што се прикажува константно во овие графикони. Моментално ги имавме 1 и 2, се сеќавате кога имавме придвижување на алткоините по големи проценти од просечното откако го формиравме овој bear market, односно претходниот bear market во 2022 година имавме одреден раст на алткоините, но доколку само тоа беше мал раст за подоцна да следува ово, секој би ја поддржале таа идеја, така да моментално може да забележиме дека полека, но сигурно се придвижуваме во нагорна насока, можеби уште мал период на акумулација и подоцна да експлодира се. Ќе видиме, а моментално сите што се наоѓаат во Германија, можете да видите дека имаме 0% од капиталните добавки што ќе се заработат од биткоин, доколку него го држиме една година, така да институциите веќе почнуваат да се прилагодуваат на овие наративи и моментално европските и арапските земји имаат шанса да ги пренесат своите бродови со нафта доколку ги протераат сите американски и израелски амбасадори кои што се наоѓаат во нивната територија. Што ќе донесе ова, секако ќе видиме во следните денови, а она што се приближува е донесување на Clarity актот, кој што ќе биде многу булиш за крипто, го долго влекуваат, но се надевам дека тоа би можеле да го видиме во следниот период и тоа ќе видиме многу јасно како институциите би можеле да ги пренасочат своите пари кога ќе имаме јасност на биткоин. И доколку погледнеме сега овој графикон, ќе можеме да забележиме зелени точки, а тие точки можеме да видиме дека се појавувале и претходно, а што ни покажувале кога се појавиле, имаме завршеток на
овој bear market во 2015 година, потоа во 2018 година, 2022 година и моментално погодите што оваа зелена точка моментално е прикажана на овој графикон. Дали тоа значи дека после сите овие случувања ќе добиеме онаков циклус како што очекувавме и дали ќе ја поддржи нашата идеја за left translated cycle кој што ќе се формира порано и ќе заврши порано, а моментално ќе видиме дека short term holders се на едни од најниските нивоа кај што можеме да бидеме и секогаш кога било посетувано ова ниво со оваа сина линија го означувало дното и почетокот на акумулацијата, така да верувам дека се наоѓаме веќе во таа фаза, бидејќи цената беше многу блиску до она што го очекувавме. Livermore, еден од споделуваните графикони на X, моментално ја очекува оваа шема која што го опишува неговото долгорочно работење на овие графикони кој што ја пронашол оваа шема, а верувам дека ова го поддржува токму она што го зборуваме дури од почетокот на каналот, така да ќе видиме што ќе се случува, а она што го кажавме во претходното видео за тоа дека нафтата всушност цената на нафтата не ги поддржува моментално циклусите и дека ова е огромна манипулација и дека нафтата би требало да се придвижи во надолна насока. Моментално тоа го имаме, бидејќи циклусите се она што го следиме, а не наративот. И подоцна кога имаме движење на нафтата, подоцна од тоа имаме и рецесија. Како што можеме да забележиме тука, имаме огромно движење на нафтата во нагоре насока, а потоа ни следи и рецесија. Подоцна сме продолжиле уште подолу од овие цени. Во следниот случај, погледнете, повторно движење и повторно рецесија. Тука во 2000-те години, тука исто така сме имале огромен раст на нафтата и подоцна повторно огромен пад. Во кризата во 2008 огромен раст, повторен пад и тоа погледнете колку брзо се случило тоа. Пред неколку дена цената се наоѓаше на овие простори, доколку пак кога бевме во ковид цената се наоѓаше од прилика тука некате, што значи дека моментално сме многу блиску до она што се случуваше во ковид и моментално имаме огромен пад, а тоа ќе го видиме сега. Погледнете го само овој графикон и тоа на дневно ниво имаме пад на нафтата од дури 34%, а верувам дека ова ќе продолжи во надолна насока и не верувам дека е ова почетокот на нафтата која што би било нешто вака, но секако тоа ќе го дознаеме во следните неколку месечни сесии. Како што можеме да видиме, доколку ги погледнеме овие индикатори, моментално сме на oversold, односно препродадено, што значи дека цената би требало да се придвижи повторно надоле. Секако ова е на дневно ниво моментално, RSI на дневно ниво, премногу препродадено. Имаме движење кој што многу одамна не сме ги виделе, така да доколку ставиме на неделно ниво, исто така неделно ниво е премногу препродадено, што почнува да ги поддржува идеите за паѓање на нафтата. Кога погледнеме графиконот на биткоин, имаме солиден раст денеска. Како што и напоменав во претходното видео, имаме пад кој што го доживуваме тука некаде и од тука предвидуваме дека би можело да се приземи повторно нагоре и подоцна можеби во day cycle low, дури и да го пробиеме ова дно тука. Доколку се префрлиме на FED, моментално 8% движење тука и се придвижуваме до горната граница од 0,22 можеби. Ќе видиме се наближува и состанокот на FED, кој што би требало да се одржи во следните неколку дена, така да ќе видиме што се случува со пазарот. И отприлика тоа е тоа за денеска. Се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name.
do. Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.